Премиерот Никола Груевски прославата на Илинден ја започна со положување на венец пред споменикот на Методија Андонов Ченто. Ова е новина во чествувањето на 2 август, првото заседание на АСНОМ, а целта е да се отдаде почит на првиот претседател на Слободна Македонија и главен носител на демократските и на граѓанските идеи што се реализираа на 8 септември 1991 година. Илинден е национален празник на македонците, сите го честуваме, му се радуваме, премногу јубилеи има, па долги години да ги славиме. Светилија е голем празник на Македонија и Крушевската република која се прогласила, која година беше, и тоа е голем празник за македонците и затоа ја упразнуваме. Еден е Илинден. Да ни е за многу години. Среќни, весели и убава држава да имаме само напред. Председателот на владата потоа замина на панихида во црквата Светилија во населбата Аеродром. Ова е прва година славење на Светилија во новоотворената црква. Во присуство на делегации на државните институции, представници на локалната самоуправа, верски заедници, политички партии и здруженија на граѓани на големиот народен собир во меморијалниот центар Пелинце, се обрати премиерот Никола Груевски. Првото заседание на АСНОМ стана реалност, вековен сон на македонскиот народ за сопствената држава, потенцираше Груевски. Денес ние ги славиме двата Илиндена. Оној од 1903-та и оној од 1944-та. Со денешното празнување на Пелинце, додаде Груевски, Македонија им одава должна почит на илинденците и борците од АСНОМ, на нивните жртви и подвиг се потсетува на нивниот успех, но и на долгот на сегашните генерации кон татковината. Македонија да ја направиме успешна и просперитетна, силна и достоинствена, затоа што само заедно, обединети, ќе ја добиеме нашата битка. Битката на оваа генерација. Битката на нашите идеи и на нашите стремежи. Груевски порача дека борбата на новите генерации е борба за просперитет на Македонија, поквалитетен живот и стандард на населението, намалување на невработеноста и сиромаштијата, како и интегрирањето во НАТО и ЕУ. Секоја генерација има своја битка. Илинденците и асномците ги остварија своите. Денес Македонија е независна и суверена држава, рече во своето обраќање од Пелинце премиерот Груевски. Но битките не престанаа. Како што веќе реков, сега е редот на нас. Ако нашите предци се бореа за слободна и независна Македонија, денес секоја добронамерна мисла се слева во едно колективно тежнење, консолчување, негување и надградба на нашиот идентитет и културни вредности. Ќе се бориме за намалување на невработеноста, подобар животен стандард, продолжуваме со битката против криминалот и корупцијата. Не очекуваме некој друг да не ги заврши обврските. Ќе работиме дење и ноќе за да станеме полноправна членка на НАТО и Европската унија. Но доколку Грција одлучи со уцените и моќта која демонстрираше, на долг рок да не ги затвори вратите кон посакуваната цел, ние ќе работиме и на стратегијата за стабилност и сериозен економски и демократски развој на земјата, дури и во такви услови. На само 5 километри од Пелинце Свети Прохор Пчински, местото каде се удрија темелите на македонската држава. Таму немаше прослава, ниту државна делегација. Здруженијата на борците од Србија и од Македонија, независните здруженија на македонците во Србија, беа единствените кои го посетија манастирскиот комплекс.